Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате. Во повеќе градови започна вакцинацијата против COVID-19, во Тетово во петок. Наплив на позитивни пациенти за анализи во лабораторијата во здравствениот дом во Гостивар. Приведени двајца тетовци кои остварувале противправна имотна корист од реемитување на ТВ канали. Во повеќе градови во земјава започна вакцинацијата на населението против COVID-19. Во Тетово првите термини се закажани за во петок. Бројките пак на ново заразени растат, а со тоа се зголемува и потребата од хоспитализација на пациенти. Пуштањето во употреба на објектот на модуларната болница во Тетово доцни. Започна процесот на имунизација на повозрасната категорија граѓани во поголем број од градовите во земјава. Во здравствениот дом во Тетово првите термини за вакцинација против COVID-19 на лицата над 77 години се закажани за во петок. Координаторката на матичните лекари во Тетово, доктор Светлана Трифуновска, вели дека свесноста кај населението расте. Сега прва таргетирана група ви се над 77 годишна возраст. Има заинтересирани, списоците ни се направени од многу одамна, како што доаѓаат вакцините, така се одредуваше и приоритетот. Сите знаете, прво беа здравствените работници опфатени од ковид центрите, оние што беа најзагрозени и полека приоритетот преоѓаше и на другите, загрозени групи. Можам да кажам дека има доволно заинтересирани граѓани. Мислам дека свесноста на луѓето многу порасна периодов, дали од тоа што видоа дека стварно се промени вирулентноста на вирусот, се менуваат видовите на соеви, се промени патогеноста, брзата заразност, кај овој британскиот сој, имаше доста за жал и починати луѓе, така да ми се чини дека почнува да расте свеста и јасно ни е на сите дека немаме друг избор освен имунизација, односно вакцинација. Мора да одиме на две мерки. Едната страна ви е внимавање, носење маска, дистанца, перење на раце, другата страна што побрза имунизација. Сите лица кои сакаат да се вакцинираат најпрво треба да се консултираат со својот матичен лекар, вели доктор Трифуновска. Апелирам да се консултира матичниот лекар затоа што има одредени групи пациенти што не смеат да примат никакви вакцини, а се разбира посебно не оваа, кај имунодефициентни, кај трансплантирани, ајде да ги набројувам сите групи, а има и групи на пациенти што мислат дека не треба да ги примат, а уствари оваа вакцина никако не им влија. Кај некои одредени автоимуни хронични заболувања, пациентите, ако се во некоја стабилна состојба, знаат точно докторите на кој ниво е пациентот и дали смее да ја прими вакцината. Кај такви не би требало да има контраиндикации. 6 до 8 месеци после прележување имате доволно солиден имунитет и не мора да примите никаква вакцина, што не значи дека после тоа не треба да се препорачува, односно пациентот да размислува за имунизација. Периодов пак притисокот врз Тетовската болница е зголемен, а пуштањето во употреба на модуларната болница доцне повеќе од месец дена. Во објектот денес се поставуваше струја и вода, а останува уште системот за кислород, така што се очекува следната недела да биде целосно готова. Требало да се отвори ова модуларна болница пред еден месец, но поради процедурални работи, поради законот за јавни набавки кои треба и не се работката на фирмата што го имаше договорот за ставање на модуларната болница, до сега закаснивме со пуштање на употреба на модуларната болница. Сега денеска пуштаме струја, како што гледате и сами, приклучокот на струја и кислородот во текот на 2-3 дена ќе се пушти и кислород. Најверојатно, ако течат работиве како што почнале, до крајот на идната недела би можеле да се пушта во употреба ова модуларна болница. Инаку во ковид центарот при Тетовската болница се хоспитализирани 38 пациенти со COVID-19, сите на кислородна поддршка.
Регистриран случај на девојка која има 28 години со тромботичен ефект кој се поврзува со примена една доза на вакцината AstraZeneca во Србија. Таа од вчера е на болничко лекување. Тромботичниот ефект се јавил 6 до 7 дена после вакцинацијата. Министерот за здравство Венко Филипче истакна дека одлучиле да се внимава, но сигурно ќе се чека и на дефинитивна потврда дека вакцината е безбедна. Денеска започна вакцинацијата на постарите граѓани од она критична категорија според националната стратегија за вакцинација. Започна во најголем број од градовите, во останатите во оние помали градови и здравствените домови ќе започне во петок. До сега нашите информации се дека целокупниот процес се одвива добро, нема некакви проблеми, јасно се обележени местата каде е пријавата, каде се пополнуваат документите, оне административниот дел, конкретно во овој пункт во Јане Сандански имаме два дела, еден за вакцинација на постарите граѓани и еден пункт каде што тече ревакцината на здравствените работници со вакцината на Спутник. Во таа смисла 20.000 вакцини веќе се поделени согласно пријавените нешто под 20.000 граѓани ширум државата кои што изразија волја да ја примат оваа вакцина. Дозволете да кажам уште неколку информации кои што сметам дека се битни во врска со вакцината на AstraZeneca, оние информации кои што излегоа од вчера како став на Германија и Канада со оглед на тоа што имаше некои настани пријавени случаи на тромбоза на лица под 55, односно 60 години. Ние одлучивме да бидеме внимателни и да одиме полека, но сигурно, и во таа смисла ќе чекаме дефинитивна потврда дека вакцината е безбедна. Веќе денеска од Германија има и други најави дека ќе се продолжи со вакцинацијата, но после консултација со лекар. Но затоа сакаме да бидеме навистина предпазливи. Денеска имаме закажани состаноци со Комисијата за безбедност во Агенцијата за лекови Малме, со кој што сакаме да размениме соодветни информации, евентуално да се обратиме до Европската агенција за лекови и директно до Германското министерство за здравство. Станува збор за тромботична реакција како резултат на вакцината од AstraZeneca кај помлади луѓе, и тоа е на реакција на тромбоцитите после што се ствараат мали згрудчоци на крвта. Станува збор за исклучително мал број на случаи, некаде од 1 на 120.000 до 1 на милион, но повторно ќе кажам, иако се ретки, ние сакаме да бидеме многу предпазливи. Имајќи предвид дека еден дел од граѓаните се вакцинираше во Србија во изминатиот период, сакам да кажам дека за сега нема никакви препораки дека нешто превентивно треба да се прави ако некој примил една доза на вакцината на AstraZeneca. Сепак станува збор за многу ретки случаи. Во однос на ревакцината, ќе повторам тоа што веќе го најавивме, сите граѓани кои што се вакцинирани ќе бидат ревакцинирани, секако согласно препораките кои што ги очекуваме во следниот период. Значи, ќе продолжиме со вакцинацијата, односно ќе започнеме со оние други категории на граѓани за што веќе ги собираме податоците, тогаш кога ќе бидеме сигурни дека вакцинацијата со оваа вакцина може да продолжи и кај помлади луѓе. Кај нас има регистрирано до сега еден случај на девојка која што има 28 години и таа од вчера се наоѓа на болничко лекување со таков тромботичен ефект кој што се поврзува со примена една доза на вакцината AstraZeneca. Така да во Србија некаде 6 до 7 дена после вакцинацијата. Така да, имајќи го се ова предвид, имајќи ги предвид ставовите на овие сериозни агенции за лекови, Германија и Канада, ќе бидеме внимателни и ќе видиме у која насока ќе продолжиме. Искрено верувам дека ќе се потврди уште еднаш дека бенефитот од вакцината во смисла на тоа да ризикот да се заболи од тешка форма на ковид е многу поголем од ризикот да се добие некаква таква компликација, дека ќе може да продолжи. На повторно ќе кажам, нема да избрзаме, дефинитивно ги чекаме сите препораки од официјалните институции, вклучително можеби и некаква препорака од производител.
На инфективно и во модуларната болница во Гостивар моментално се лекуваат 36 пациенти со ковид. Речиси третина од нив добиваат кислородна поддршка. За полесен пристап до кислород, интерното и нервното оделение, каде има централен кислороден довод, повторно ќе се отворат за прием на ковид болни. Состојбата со коронавирусот на гостиварското подрачје останува сериозна. На инфективното одделение и во модуларната болница во Гостивар хоспитализирани се вкупно 36 заболени со ковид, од кои 13 добиваат кислородна поддршка. Еден пациент утрово починал. На инфективно одделение денеска присутни се 17 пациенти, а во модуларната болница се 19 пациенти со полесна клиничка слика, за разлика од тие што се на инфективното одделение, значи вкупната бројка е 36 пациенти. На кислородна поддршка се 13 пациенти, еден имат екзитирано во утрешните часови, сабајли. Во модуларната болница се лекуваат болни со полесна клиничка слика, но доколку состојбата им се влоши, се префрлаат на инфективно, каде се ставаат на кислородна поддршка со боци. За полесен пристап до кислород, интерното и нервното одделение, каде има централен кислороден довод, повторно се отвораат за прием на ковид болни. Во меѓувреме се работи на поставување на централен кислород за модуларната болница и за инфективно. Може моментално да се влошува состојбата и ние ги префрламе во болницата, во инфективното одделение. Сега, рачунаме од утре, значи сите потешки пациенти да се префрлат на интерно одделение или на нервно одделение, а полесните да ги префрлиме во модуларната болница, бидејќи очекуваме да се прави централен кислород. Ради тоа да не им досада, значи мора да влагаат пациенти, овие работниците, ради тоа ќе ги префрлиме од тука, значи во модуларната болница полесните, потешките на нервно, иако тројца се префрлени на нервно на кислородна поддршка. Новиот ковид брани ја погодува и помладата популација. Тоа се потврдува и во Гостивар. Зголемен е бројот, значи, на пациенти, малу со потешка клиничка слика сад, и има доста и млади. И тоа можам да го кажам, во модуларната болница поголем дел се млади, од машкиот пол. Од почетокот на пандемијата во Гостиварскиот регион досега со корона се диагностицирани скоро 4500 лица. Моменталниот број на активно болни е 453. Откако се воведоа анализите на дидимери за корона позитивни на државен трошок, вријот пациенти во лабораторијата на здравствениот дом во Гостивар. Дневно се прават од 80 до 90 анализи. За ковид болните се организираат посебни термини, за да се избегне контакт со останатите граѓани, кои доаѓаат за проверка на крвта. Тимот од лабораторијата на здравствениот дом во Гостивар со полни раце работа. Откако се воведоа анализите на дедимери за корона позитивни на државен трошок, врие од пациенти. Дневно бројката се движи од 80 до 90. Тие се распоредуваат во посебен термин за да се избегне контакт со останатите граѓани кои доаѓаат за други проверки на крвта. И денес во времето предвидено за работа со позитивни пациенти имаше гужва пред влезот на лабораторијата. Заболените имаат потреба да ги контролираат параметрите и повеќе пати, за да се следи дали терапијата делува. Се случува еден ист пациент во текот на неделата еднаш до два па дури и три пати, нарочито веќе хоспитализираните пациенти, за да се прати цело време состојбата на терапијата колку влијае. Имаме често јавување на едни исти пациенти. Така да, како што и однапред ви спомнав, организираме приеми на тие пациенти во време одложено после редовниот прием, чисто за да се одбегне контактот на редовни со инфективни пациенти. Испитувањето на дедимерите е важно за да се добие јасна слика за најчестите компликации при ковид, односно дали има згручување на крвта. CRP-то пак се проверува за да се открие воспалителен процес. Кај позитивните пациенти, нарочите првата недела, првите денови од инфекцијата со симптоми, имаме покачување на вредностите на CRP анализата, која е доказ дека има некоја инфламација, воспалителен процес.
Понатамо негде 10 до втора недела од инфекцијата има појава и на пореметување во тој коагулационен дел, значи таа интраваскуларна тромбоза е нагласена, која што се одразува во резултатите во вид на D-димер анализата. После тоа се прати и состојбата и при терапија, така да од добар дел се регулираат пациентите, меѓутоа сепак треба време сето тоа да се следи, затоа што приметуваме и отпосле појавени компликации при веќе помината болест. Факт е дека оваа работа околу мониторинг на состојбите на болеста и компликациите од болеста ќе трае и повеќе, подолго тоа што е замислено, и ние се трудиме цело време да им одговориме во поглед на соодветни анализи за компликациите што настануваат со болест. Сите анализи за ковид пациентите кои имаат соодветен лекарски упат во лабораторијата се покриени од Фондот за здравство. На приватно анализа на D-димери се плаќа по 1000 денари. Подобрен капацитет за управување со кризи во општините во Северна Македонија. Ова е тематиката на проектот кој ќе го спроведува Институтот за демократија, Societas Civilis. Избрани се неколку општини, меѓу кои Гостивар и Маврово и Ростуше, со кои ќе се работи на креирање превентивни планови и стратегии за управување со кризи. Во продолжение слушнете дел од разговорот со Марко Панковски, истражувач во Societas Civilis. Што подразбира проектот Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија? Која е неговата цел? Проектот Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија цели кон зајакнување на стратешкото управување со кризи и развој на локални стратешки планови за намалување на ризици од несреќи и катастрофи. Тргнато е од идејата дека секојдневно општините извршуваат голем број на јавни услуги кои имаат клучна улога во дневниот живот на граѓаните, например комунални услуги, транспорт, образование и слично. Но исто така се и првите кои се на удар при евентуална криза. Што можевме да видиме, например, за време на кризата со вирусот COVID-19, што покажа дека на општините им се потребни зголемени капацитети за превенција и намалување на ризици од несреќи и катастрофи, при што ќе можат да обезбедат безбедни и брзи услуги во непредвидени и рестриктивни услови. Вакви и слични кризи се очекува за жал да бидат се почести во останатиот дел од 21 век и затоа општините и треба да бидат што е можно поподготвени. Северна Македонија како потписник на Сендај рамката за намалување на ризици од катастрофи на Обединетите нации презема и обврска за зголемување на улогата на општините во управувањето со ризици од несреќи и катастрофи. Целта е што повеќе општини да се стекнат со планови за успешна превенција на ризици, несреќи и катастрофи, а потоа да бидат и поподготвени за имплементација на овие планови. Така што отприлика тоа е некоја идеја од каде што тргнува овој проект. Лишени од слобода двајца тетовци кои остварувале противправна имотна корист од реемитување на домашни и странски канали, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 102 лица, 60 од Тетово и 42 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 29 лица од Тетово и 65 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од Државен санитарен инспекторат, а контроли им биле извршени на 475 лица од Тетово и 240 лица од Гостивар со овакви решенија, и при тоа било констатирано дека едно лице од Гостиварско Форино не го почитувало решението за изолација. Во периодот од 22 часот на 30 март до 5 часот на 31 март на подрачјето на СВР Тетово регистрирани се 3 случаи, во Тетово 2 и во Гостивар 1 случај на непочитување, односно на кршење на владината одлука за целосна забрана за движење на граѓаните, односно на полицискиот час. Вчера во периодот од 15 часот и 15 минути до 18 часот и 15 минути
минути, полициски службеници од одсекот за економски криминал лишиле од слобода 33 годишник и 53 годишник од Тетово поради основи на сомнение дека сториле кривично дело повреда на авторско право и сродни права, казниво по член 157 од Кривичниот законник. При претрес извршен со судска наредба во домот и помошните простори на 33 годишникот на улица 185 и во неговите деловни објекти на улица Илинденска и улица 120 во Тетово, пронајдена и со потврда е одземена разновидна опрема која ја користел за реемитување на телевизиски програми, односно преку посебен портал им препродавал IP телевизиски канали на заинтересирани корисници. Повеќе парчиња разновидна опрема и други предмети одземени се и при претресот кај 53 годишникот кој исто така користел IP телевизиски портали за реемитување на домашни и странски канали и од претплата на заинтересирани клиенти остварувал противправна имотна корист. Од двајцата титовци се одземени лаптоп компјутери, компјутерски куќишта, ресивери, USB-а, Android Box и друга опрема. По целосното расчистување и документирање на случајот на двајцата осомничени ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера вечер пак околу 20 часот и 30 минути на улица Браќа Милодинови во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 20 годишен тетовец затоа што при преглед му била пронајдена марихуана. Тој бил задржан во полициската станица Тетово и се расчистува и документира случајот, по што ќе следува поднесок. Следува целиот разговор со Марко Панковски, истражувач во Societas Civilis, за проектот преку кој ќе се утврдуваат планови за превенција и управување со кризи во општините во земјава. Останете со програмата на телевизија Кисимената. Што подразбира проектот подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија? Која е неговата цел? Проектот подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија цели кон зајакнување на стратешкото управување со кризи и развој на локални стратешки планови за намалување на ризици од несреќи и катастрофи. Тргнато е од идејата дека секојдневно општините извршуваат голем број на јавни услуги кои имаат клучна улога во дневниот живот на граѓаните, например комунални услуги, транспорт, образование и слично. Но исто така се и првите кои се на удар при евентуална криза. Што можевме да видиме например за време на кризата со вирусот COVID-19, што покажа дека на општините им се потребни зголемени капацитети за превенција и намалување на ризици од несреќи и катастрофи.
при што ќе можат да обезбедат безбедни и брзи услуги во непредвидени и рестриктивни услови. Вакви и слични кризи се очекува за жал да бидат се почести во останатиот дел од 21 век и затоа и општините и треба да бидат што е можно подготвени. Северна Македонија како потписник на Сендај рамката за намалување на ризици од катастрофи на Обединетите нации презема и обврска за зголемување на улогата на општините во борувањето со ризици од несреќи и катастрофи. Целта е што повеќе општини да се стекнат со планови за успешна превенција на ризици, несреќи и катастрофи, а потоа да бидат и поподготвени за имплементација на овие планови. Така што отприлика тоа е некоја идеја од каде што тргнува овој проект. Колку општини ќе бидат дел од проектот и на кој начин ќе им се помогне? Ќе бидат моментално се дел 8 општини, тоа е 7 општини и градот Скопје како нели посебна единица на локалната самоуправа, тоа се општините Велес, Гостивар, Кавадарци, Карвинци, Кичево, Конче и Маврово и Ростуше покрај градот Скопје. Нив им се помага преку креирање на стратешки планови за намалување на ризиците од несреќи и катастрофи. Тоа се први документи од ваков тип во регионот и процесот на подготовка на овие стратешки планови е во напредна фаза и очекуваме најверојатно во месецот април полека да ги завршиме. Работиме директно со општините преку директна консултација, заедно најпрво со градоначелниците на општините, па потоа и со луѓето задолжени за различни перспективи и делови од овие стратешки планови, односно да се членови на кризните штабови, но исто така се обидовме да консултираме и различни чинители во општината, што можат да придонесат, дали се тоа од образованието или од приватниот сектор, што можеби не се дел директно од кризните штабови, но секако можат да придонесат и имаат мислење за дел од овие теми. Пробавме нивните перспективи да ги вклучиме во овие стратешки планови. Тие се рамки за наредните 4 години и нашето очекување е дека идеално би било по овие 4 години општините да бидат подготвени сами да ги прават овие стратешки планови, да увидат потребата од нив и потоа без надворешна помош да бидат подготвени сами да ги работат овие планови, бидејќи веруваме дека навистина им се потребни. Зошто токму тие општини се избрани и дали другите ќе бидат запознаени со информациите, плановите, резултатите од проектот? Дали избраните општини се избрани врз основа на анализи дека досега бележат ниски резултати во менаџирањето на досегашните кризи? Идејата беше во овој дел да избереме општини кои во најголема мера ќе ги отсликуваат различните карактеристики во земјата, како типови на ризици со кои тие се соочуваат, капацитети кои ги имаат, останати карактеристики на општината, например дали е рурална општина, дали е урбана општина и слично, демографска структура, со цел за потоа во втората фаза од проектот, кој ќе работиме со останатите 72 општини, што ќе се обидеме овој модел на стратешко планирање да го представиме на овие 72 општини. Овие 8 општини што е можно да ги осликаат потребите на останатите 72 општини, тоа беше првичната идеја како ги избравме. Овие општини можете да видите дека например го имаме градот Скопје како специфична единица локална самоуправа која самата под себе има 10 општини. Исто така например имаме урбани средини како Велес, Кавадарци, Гостивар, но имаме и например специфични средини како например Маврово, Ростуше, што е во голем дел национален парк и слично, така што се обидувавме да направиме една слика што ќе ја представува целата територија на земјата. Каква улога ќе имаат и самите граѓани во реализација на проектот? Дали ќе бидат вклучени и информирани за нивниот удел во случај на кризи, надлежности на општините и слично? Да, ние сметаме дека граѓаните се клучна компонента во овој дел и многу ни е важно тие да бидат информирани поради, можам да кажам, две причини. Прво, бидејќи очекуваме сакаме да создадеме едно очекување кај граѓаните
дека нивните општини мора да бидат подготвени за пред се да ги спречат овие ризици, да изградат рамки да ги намалат овие ризици, но исто така и да ги едуцираме граѓаните за тоа која е нивната улога во овој дел. Например, сега надоаѓа сезоната на пожари, како граѓаните да придонесат да се намали ризикот од пожари, бидејќи често одат во шума во лето, кои се чекорите кои тие треба да ги преземат и слично. Значи се обидуваме директно да ја покажеме нивната улога во системот, но исто така, како што кажав, и да го создадеме тоа очекување. Знаете, често се случуваат овие активности што се во насока на спречување на ризици од несреќи и катастрофи, се често многу позадински невидливи процеси и граѓаните многу тешко ги гледаат и затоа градоначалниците често им е полесно да прават некои повидливи работи, затоа сакаме ние да им покажеме на граѓаните дека треба, например, да бараат од своја општина редовно да ги чистат каналите, например, или да ги уредат речните корита посоодветно и слично. Значи во таа насока е и нашата интеракција со граѓаните. Моментално повеќе сме фокусирани на социјалните медиуми, но исто така имаме намера во наредниот период да бидеме и многу поприсутни на традиционалните медиуми со цел секако да допреме до што е можно повеќе граѓани. Дали развојот на стратегии за управување со кризи ќе подразбира планови за секаков вид на кризи, елементарни непогоди, епидемии, воени конфликти, политички кризи. Стратешкиот план за намалување на ризици од катастрофи пред си има за цел да го напреди управувањето со намалување на ризици на локално ниво, повеќе во делот на природните катастрофи или катастрофи направени од човекот, но не е предвидено, например, реактивни сценарии или нешто во случај на воен конфликт или политички кризи. Претежно сме фокусирани на делот на природни катастрофи и секако улогата на човекот во тој дел. Така што до тука се задржуваат стратешките планови. Дали е од клучно значење постоењето на план за превенција и управување со кризи, особено во вакви времиња како пандемија? Што значи подготвена институција, подготвена општина? Накратко би можела се каже дека подготвена општина е она општина која е свесна за ризиците на својата територија и е правилно подготвена да ги планира своите активности со цел најпрво да се спречат вакви несреќи и катастрофи, а потоа доколку нешто се случи успешно заедно со останатите институции, нели како Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување и слично, успешно да се справат со нив. Но ние тргаме од едно правило дека превенцијата е многу поважна од реакцијата и тука има исто така некоја неформална формула во смисла на тоа дека $1 во превенција заштедува $7 во реакција, така што ние тргаме од таа поидобна основа и затоа овие стратешки планови пред се насочени за градење на капацитетите на општините за спречување на овие несреќи, а секако потоа доколку мора да реагираат да бидат подготвени и за тоа. Значи, општина која може да ги предвиди ризиците и да направи се што е во нејзина моќ да го намали ризикот од нив. Колку време ќе трае проектот и со чија поддршка се имплементира? 4 години ќе траат се стратешките планови, а проектот е предвиден да трае до март 2022 година, но очекуваме дека и потоа ќе најдеме начин како да воспоставиме оваа соработка. Овој проект е поддржан од владата на Обединетото кралство преку британската амбасада во Скопје и дури по завршувањето во март 2022 ние очекуваме дека ќе имаме можност да во најмала рака да го следиме имплементирањето на овие стратешки планови со цел да обезбедиме дека општините на вистина имаат корист од ова што сега го работиме.